Добар ден, денеска на задоволство на општина Кавадаци, Министерството за образование и наука. За прв пат како министрка официјално во посета. Ја би сакал на неколку работи, изворно вака да запознаеме министеркава, меѓутоа и јавноста. Општина Кавадаци има 8 основни училишта. Во изминатиот период од 5 години сите училишта, конкретно 4 училишта добија спортски објекти, спортски сали кои што претходно ги немаше. Во моментот општина Кавадарци инвестира во 3 спортски сали, односно 4 со Дреново. Едната спортска сала е со заштедени пари од основно образование, од благодатците. Трите спортски сали се комплетна инвестиција на општина Кавадарци, кои што ќе бидат до 15 октомври завршени. Сите спортски сали, 4 на број, се во подрачни училишта во селски и приселски населби. Тоа е еден голем успех за тоа што и дечињата кои што учат по селата веќе ги добиваат условите како што ги имаме во градот. Училиштата ни се во одлична состојба, реконструирани, средното образование ни е цело во прва смена, со заедничка соработка со Министерството и со Министерката. Денеска ќе разговараме за од година да продолжиме да работиме едносменски и во основните училишта. Тоа ќе го возможи со доградба на неколку училници во 4 основни училишта во градот и во едно во село Возраци. Општина Кавадаци може да се пофали со тоа што веќе една сезонска учебна година доделува оброк на секое дете од прво до пето одделение. А тоа се негде околу 1800 обраци на ден и можам слободно да кажам како дел и како проект од 20 милиона денари со добра заштеда од училишта кај што поставиме фотоволтаици и со 10 на 12 милиона плюс средства од општина Кавадаци, вкупно 20 милиона денари, се покажа како многу солидна мерка и од социјален аспект и од аспект на задоволување на самите ученици. Превозот го имаме обезбедено заедно со јавното предпријатие кој што го формиравме во општина Кавадарци и што е најбитно, општина Кавадарци една од за жал од поредките општини каде што наталитетот на дечињата е во добар подем, така да немаме драстично намалување и иселување на родители со тоа што би се отпишале или би имале помалку дечиња во самата општина. Така да, еве, денеска минеме чест и задоволство и гордост што министерката ќе слушне повеќе позитивни работи, ќе разговараме за нешто кое ќе биде и за подобра настава, меѓутоа и за поквалитетен живот и на родителите и на самите деца. Подготвени се сите училишта за новата учебна година? Сите училишта се подготвени. Денеска не спомнавме тука сме во Тоше Велков Пепето, заедно со директорот со министерката, значи на инвестиција после изградувањето на ново училиште после 40 години се менува комплетно кровната конструкција и подконструкцијата и самата кровна конструкција, која што претходно беше од нееколошки материјал, лесонит, се чине, сега со лесопанелна конструкција 12 милиона денари, така да и ова школа ќе се стигне до кај 15 и 20 септември да биде во функција, меѓутоа учениците од 1 септември ќе си почнат со работа, со нормално со мерки безбедности кои што директорот и компанијата која што работи тука ќе се преземат. Општина Кавадарци е една од општините која има визии за модерно образование, го одржува квалитетот на образованието, но и постојано се обидува да го подобри тој квалитет и да го унапредува. Денес сме тука за да направиме увид во градежните работи во ова училиште, односно промената на кровна конструкција, за која МОН учествува со 9 милиони денари. Јас сум многу пријатно изненадена од работата на локалната самоуправа и градоначалникот во врска со проектите кои ги превземаат во однос на образованието и како што слушнавте, заштеда на енергија со фотоволтаици, доградба на училишта за да се оствари програмска определба на владата, работа во една смена, спортски сали и така натаму се што е потребно. Сакам да нагласам дека, како што знаете, децентрализацијата во Македонија не е завршена, но општина Кавадарци изгледа како да е комплетно децентрализирана и ние сите со тоа треба да се гордееме и да бидеме задоволни и по тој ураник треба да работат и останатите општини.
На учениците и наставниците им пожелувам успешен почеток на новата училишна година во реновирани и подготвени училишта, а на учениците им пожелувам многу успех, оти знаењето е нешто најважно што можат да го стекнат во животот.